Вработени во паркови и зеленило протестираа во исто време на две различни локации, едните пред град Скопје, другите пред влезот на предпријатието. Сите побараа исплата на платата за август. Од независниот синдикат вела дека испратиле неколку дописи до Арсовска, но не ги примила на средба. Не успеале да го исконтактираат ниту директорот. И покрај тоа што потпишана спогодба и колективен договор на нивен работодавач, се уште не се исплатили не само платата за месец август, туку и регрес за 2022, јубилејна награда од 2022 наваму, потоа имаме новогодишни награди кои што не се исплатени, иако беше договорено да биде тоа сукцесивно. Значи роковите помина одамна. Од Суткос пак даваат рок до утре напладне. Ако не добијат плата, од понеделник ќе стапат во генерален штрајк и блокади. Од друга страна, проблемот со ѓубрето останува нерешен. Сител и денеска направи обиколка низ повеќе општини, а сликата беше ужасна. Дел од контейнерите беа испразнети, но вреќите со ѓубре што луѓето ги оставале по тротоарите, бидејќи внатре немало место, се уште стојат. На неколку метри оттаму обратна ситуација. Депониите наоколу се делумно исчистени, но контейнерите се преполни. И пак нема каде да се фрли отпад. Дополнителен проблем е и седокот од кој се шири непријатна миризба и развлечените кеси од животни кои бараат храна. Рој, муви и оси летаат околу сите контейнери. Од Сдруженијето на млади правници утврдиле дека комунална хигиена постапува спротивно на законските одредби. Ја загрозува јавната хигиена и животна средина и ги повредува правата на граѓаните кои плаќаат за услуга што не ја добиваат. Ние поради тоа и ја поднесовме иницијативата за вонреден инспекцијски надзор во текот на вчерашниот ден до комуналните инспектори во градот Скопје, затоа што тие имаат надлежноста да вршат инспекцијски надзор над комуналното предпријатие и бараме од нив да излезат на терен или да направат увид во документацијата, односно да ги утврдат, да ги преземат сите активности кои се потребни за да утврдат што точно и зошто тоа се случувало и да ги применат сите можности и сите прекршачни санкции кои им стојат на располагање согласно законите. Ниту од градот Скопје, ниту од комунална хигиена. До сега немаат испратено известување која е причината што не се собира сметот. Мартин Арсов, Сител телевизија.